сега и секогаш и во вечни векови. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста со иднината, посети ја општината Чашка. Посети ги 47 села кои молкум шјапотат скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја состојната судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјасниво сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитена и распослана со безброј убавини, на сите страни облазена во сончевина, простор во кој се слушаат звуците на музите од минатото и реткиот звук од кавалот, од понекој овчар кој оддава впечаток на жално отпевање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. Господи, Исусе Христе, Боже наш, Ти, кој си благословил 5 лебови, и си нахранил 5000 души, самиот Ти, Господи, благослови ги овие лебови, пшеницата и виното и умножи ги во овој манастир, во ова село, во оваа парохија, во нашиот град и во нашата татковина, и тие кои ќе јадат од нив, освети ги, благослови ги, нахрани ги и укрепи ги, зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. И пак, ако сакаш да го најдеш состојниот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христа, со која биле подигнати преубавите камени базилики, втемелени врз цврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваат звуците на битките од минатите војни, непокорот на македонецот, низ битот и жабата за обстојот. Ќе одиме до црквата Света Петка, кои се наоѓаат, искрено да кажам, 10 минути пешки одење донесе. Тајки, одиме? Да, одиме. Aki
во мир да се помолиме на Господа. Во алтарите на 47 села постојат бројни сведоштва на градителска умешност, знаење и традиција на луѓето кои од праисторијата до денес го населувале ова подрачје. Да се помолиме на Господа. Културно-историското наследство на општина Чашка во сите негови видови има непроценливо значење и заслужува да биде промовирано и пренесено на идните генерации во својата автентична состојба како доказ на искуствата и аспирациите на незините жители, неповторлив израз на богатството и различноста на европското културно наследство и важен елемент на националниот идентитет на македонецот. Да се помолиме на Господа. Драги мои, продукцијата Маријово филм заедно со селаните од овој крај, кои денеска живеат во оваа регија и генералниот спонзор општината Чашка, оваа репортажа подработен наслов Црквите и манастирите во општина Чашка, како дел од документарниот серијал Патуваме низ општина Чашка, токму ја посветуваме на незиното културно наследство, со надеж дека со оваа репортажа и другите кои ќе следуваат како дел од овој документарен серијал, ќе дадеме подстрек на натамошните активности со кои би се создале трајни економски и други општествени услови за обстојување, оживување и функционално користење на недвижното културно наследство како фактор на одржливиот развој на оваа регија. Да се истражува овој регион навистина представува не само задоволство, туку и привилегија на секој поединец влюбеник во историјата на оваа регија. Со својата измодрена географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, територијата на општина Чашка представува своевиден бисер со посебен ареал на флора и фауна што Господ ја создал на земјата. Општина Чашка 12.000 години материјално и духовно зрачи на неговиот простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, ринкјастирите, енделеаните, дасаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпопите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик, македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел од множеството црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самуил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година. За Твојата благодат. Цивилизацијата во општината Чашка е поврзана и со древното богомилско движење кое се појавило во првата половина на 10 век, чиј главен проповедник и водач бил попот Богомил, каде што неговата дејност главно се одвивала во Богомилската, Горноврановската и Изворската регија, а во историографијата е забележено дека родното место на основачот на богомилството се наоѓа токму во селото Богомила, а името го добиле според основачот на движењето попот Богомил. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во... Исто така во историографијата е забележено дека богомилите се нарекуваат и бабуни,
а за тоа говорат и топонимите, односно имињата на планината Бабуна и истоимената река, реката Бабуна, каде што во густите шуми, непреодните клисури, кањони и многобројните пештери се криеле од прогонувачите, а тоа биле и државата и црквата. Цивилизацијата во општина Чашка е поврзана и со пишаните и материјалните документи и артефакти, во мноштвата црковни повелби и житија, во византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милути Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Црквите и манастирите се неизоставен дел од духовниот дел на животот на целата во оваа регија, кои најчесто се позиционирани на најдоминантната позиција во селата израчат со својата убавина. Изградени во различни временски периоди, а најмногу во средновековниот и во времето на преродбата кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога всушност за краток временски период ќе никнат прекрасни градби благодарејќи на чврстата волја и вера на селаните. Црквите и манастирите во општина Чашка се еднобродни, засведени во внатрешната страна, со двоводен покрив, влезлови на запад, а понекогаш и на југ, градени од кршени приделкан камен, со прецизно изведени рабови на блоковите, поврзани со варов малтер, земја или глина, однатре малтерисани и живопишани, со примената камена пластика при изработка на вратите и прозорците, со завршни венци најчесто изведени од профиларен камен, со дрвена покривна конструкција, со изобрен кровен покривач од делкани долобитни плочи, подови покриени со плочести шкрилци, најчесто изработени во груба квадратна форма. Црквите и манастирите во општина Чашка повеќето се од 15 век, кои по својата архитектура се слични со оние на величките цркви, каде што во олтарниот простор се насликани фигури на двоглави орли, стари символи на македонската царска власт и јагне со иницијали на Исус Христос, представа која го символизира добриот пастир. Со промената на општествените услови кои ги носат 19-тиот и 20-тиот век, се обновуваат старите и се градат нови велелепни црковни зданија во речиси сите села кои припаѓаат на општината Чашка. Црквите и манастирите во општина Чашка припаѓаат на Повардарската епархија, која има долг историски континуитет на постоење. Се смета дека незината црковна дијацеза во античкиот период била сместена во градот Стоби. Во текот на римскиот период, Стоби бил епископско средиште уште од 325 година, а за тоа говорат и античките извори кои известуваат за неколку христијански свештеници од Стоби кои учествуваат на екуменски собери и тоа епископот Буди, кој бил Никејски концил во 325 година,
епископот Евстасий, епископот Никола, кои учествуваат на четвртиот екуменски концил во Халкедон во 451 година, епископот Фока, кој бил учесник на петтиот екуменски концил во Цариград во 553 година, епископот Јован како учесник на шестиот екуменски концил во Цариград во 681 година, како и на неговиот наследник епископот Маргарит на црковниот собир во истиот град во 692 година, се споменува и епископот Филип, обновителот на големата епископска базилика во Стоби околу 500 година. Во текот на 4-тиот и 5-тиот век биле подигнати повеќе позатни цркви, како по својата големина, така и по својата внатрешна декорација, со богато архитектонско украсување, мозаици, фреско живопис и структура. Во периодот на владењето на македонскиот цар Самуил, оваа епархија територијално влегувала во диецезата на Самуиловата патриаршија, а останала составен дел на Охридската архиепископија се до 1767 година. Вардашката епархија е една од 12 епархии на Македонската православна црква, чие незино седиште е градот Велес, чиј незин митрополит е митрополитот повардарски господин Агатангел, чие негово световно име е Атанас Станковски, а е шести архиерей по хиротонија во синодот на Македонската православна црква, Охридската архиепископија Јустинијана прима. Дека неговиот живот ќе биде исполнен со плодна обштествена и свето служителска дејност се покажало уште во родниот дом во Чаир во Скопје. Роден е на 11 март 1955 година од благочестивите родители Иван и Елица Станковски. Неговите родители уште од најмала младост му вдахнале благочестие, вера, подпирајќи се на Бога и на неговата света промисла. Слушајќи го гласот на Создателот во себе, одлучува своето образование и својот живот нему да му го посвети, запишувајќи се во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски, која ја завршува во 1976 година. По матурирањето во богословијата, со богослов во неговото блаженство Доситеј, митрополитот Полошко-Кубановски Кирил го ракополага во џаковски чин на 7 јануари 1979 година. 2 дена подоцна ракоположен е во свештенички чин во црквата Свети Маченик Ѓорѓи во Чаир, каде останува на парохиска служба до 1983 година. Истата година пред Великден заминува на мисионерска дејност во Австралија во црквата Света Богородица во Бризбејн, а потоа продолжува во Мелбурн во црквата Свети Димитрий во Спрингвейл и Свети Николај во Престон. Во периодот од 1988 година до 1900 година, каде што ја врши должноста архиерейски заменик на тогашниот митрополит австралиски господин Тимотеј, од кого во 1988 година е произведен во протоерейски чин.
Во меѓувреме, со голем елан и посветеност, своето образование со успешно завршени студии на Богословскиот факултет, каде дипломира во 1955 година. Очигледно е дека на Бога не му требал голобрадиот богослов, туку искалениот, смирен и докажен прота. Па така, на 5 февруари 1998 година, прота Атанас станува нов богослужител, монах, кога го добива и новото име според големиот ревнител во верата, Христова, свети Агатангел Питовски. Подоцна, на 24 јуни 1998 година, Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква го избира, а на 12 јули 1998 година е хиротонисан за викарен епископ на Скопската митрополија со титула епископ Велички. На 13 февруари 2000 година е избран и востоличен како митрополит Повардарски, а само неколку месеци подоцна, на 10 ноември 2000 година, избран е и назначен за епархијски архиереј на Брегалничката епархија, за потоа на 26 ноември истата година во соборниот храм Свети Николај во Штип да биде интронизиран за митрополит Брегалнички. Но по Божја промисла и заради потребите на Македонската православна црква, митрополитот Агатангел повторно е избран и назначен за епархијски архиереј на Повардарската епархија, за потоа на 8 октомври 2006 година во соборниот храм Свети Маченик Пантелеймон во Велес да биде повторно интронизиран за митрополит Повардарски. Живејќи како што Христос кога беше распнат на Голгота, распнуван, разединуван, разнебитуван, во овие последни години почнуваме да се соединуваме и да се чувствуваме дека навистина нашето македонско пиво не може никој да го разобличи, никој да го разедини. Тоа го правиме во нашите цркви, во нашите манастири, каде духовно преобразени ја искажуваме љубовта еден кон друг. Тоа ни беше идејата, а и поводот денеска заедно цела Македонија да биде во Соглед. И јас му благодарам на Бога што еве овие молитви ни ги услиша и заедно со нашите градски татковци, со нашите представници, неовисно од која партија да се во парламентот, за вас, драгите мои духовни чеда, кои секој пат се во моите мисли, во моето срце, во мојата душа, во моите молитви, успеавме она што пред 7 години кога дојдов, еден човек ме донесе овде да го видам манастирот. Верувајте ми дека срцето ми се расплака, душата ми се расплака, она што тогаш го видов. Јас му реков на човекот дека овде кога ќе направиме конак, тој ми велеше не е можно да се направи нешто такво. Не е можно да направиме нешто такво. И еве, Бог ги услиша моите молитви, неговите молитви, вашите молитви и последен период од 4,5-5 години заеднички се собравме дека први да и се поклониме на чудотворната икона на Мајката Божја Богородица, како што викаме Соглеска Богородица, Соглеска чудотворна икона. Дојдовме во оваа пустиња Соглеска духовно да се нахраниме.
Рече Господ на своите учени. За духовното минато на 47-те населени места, кои припаѓаат на општината Чашка, говорат 6000 години живот кој зрачи на целиот незин простор преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бргите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгелеаните, дасаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијанците, пирејците, алпобмите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едописите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргерадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свето Клементовата книжена школа, како дел од множеството црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Аарон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил, на македонските владетели Иван, Владислав и Гаврил Радомир, од 1979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II, како дел од црковните записи на византинските цареви Константин Ацентих, Михаел IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Уров IV Душан Немањич, кралот Димитрија Волтошин, кралот Марко, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија, а посебно со вообновувањето на древната Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана Прима, чиј денешен незин поглавар архиепископот Стефан, чија негова титула е митрополит Скопски и архиескоп Охридски Македонски и на Јустинијана Прима. Помилуј не Боже по Твојата голема милост, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј. Во времето на средниот век и византинскиот период, ватарот на општината Чашка биле создадени огромен број на духовни објекти кои денес ја вршат својата функција и се незаменлив дел на животот на луѓето од регионот. Најголемиот дел од нив, освен својата огромна историска и културна вредност, и денес ја имаат истата намена за која првично биле создадени, практикување на духовни обреди и ширење на религиската мисла. Од бројните цркви и манастири изградени во овој период би ги споменале црквата Свети Архангел Михаил во Теово, црквата Свети Атанасиј во Богомила, црквата Свети Атанасиј во Војнича, која воедно е и манастирска црква, црквата Свети Атанасиј во Извор, која исто така е манастирска црква, селската црква Свети Атанасиј во Теово, црквата Успение Пресвета Богородица во Мислица, манастирската црква Розденство на Пресвета Богородица во Согле, црквата Вознесение Христово во Богомила, црквата Свети Димитри во Стариград, црквата Свети Ѓорѓи во Мартолци, црквата Свети Ѓорѓи во Бистрица, манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во Ореше, црквата Свети Илија во Бусилци, црквата Свети Илија во Долно Врановци, црквата Свети Илија во Мартолци, црквата Свети Константин и Елена во Оморани, црквата Свети Никола во Богомила, црквата Свети Никола во Владиловци, црквата Свети Никола во Краинци, црквата Свети Никола во Лисиче, црквата Свети Никола во Мокрени, црквата Свети Никола во Ораовдол, црквата Свети Никола во Раковец, црквата Свети Никола во Степанци, црквата Свети Пантелеймон во Согле, црквата Свети Петар и Павле во Папрадиште, манастирската црква Света Петка во Нежилово, црквата Света Петка во Црешнево, црквата Вознесение Христово во Мокрени,
црквата Света Петка во Црешнево, црквата Вознесение Христово во Мокрени, црквата Свети Стефан во Нежилово, црквата Успение на Пресвета Богородица во Ореше, црквата Света Богородица во Крива Круша, црквата Свето Воскресение Христово во Еловец, црквата Свети Климен Охридски во Чашка и црквата Свети Спас во Голозинци, кои речиси сите датираат од средновековието, реобновени врз темели од стари ранохристијански базилики. Ние како македонци имаме многу причини да се гордееме што живееме во оваа земја. Во нашава Македонија се наоѓаат најубавите и најстарите манастири и цркви на овие простори. Овде, во нашава земја, сонцето сјае и грее со посебен сјај и со силен интензитет. Дури и камењата молчејќи сведочат за нашето вековно постоење. Од архитектонски, културен, историски, духовен, естетски и археолошки аспект, ние имаме мала земја, но многу богата со осветени места, кои места не зближуваат особено за време на празниците. Македонските цркви и манастири се врв на средновековната архитектура и градежништво. Тие се средновековни уметнички галерии и предели за македонската душа. Манастирите и црквите во Македонија се најживописната енциклопедија на македонската национална историја, култура и духовност. За овие цркви и манастири се поврзани и првите чекори на писменоста во нашава земја. Имено црквите и манастирите, особено манастирите, биле низ вековите главните училишта, а калуѓерите биле првите учители. Во црквите и манастирите се повеќе луѓе доаѓаат, има се поголем интерес, за тоа сведочат особено собирањата за големите верски празници. Меѓутоа морам да споменам една друга работа. Чекајќи наред да влеземе во европските и светските духовни храмови, често пати ние како да забораваме на нашите културни и духовни богатства. А ако со нешто нашата земја е богата со цркви и манастири. И не е случајно речено, за да некој народ се запознае, треба да се проучат неговите духовни објекти. Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Пак и пак во мир да се помогне. Читувани мои, а како изгледаат архитектонските градби, фреско живописите, кои се киторите, во кое време се започнала со градби, кога и кој ги осветил црковните темели, кои и од каде биле копаничарите што ги изработиле иконостасите, зоографите кои ги насликале овие средновековни цркви и манастири, како бил црковниот духовен живот во тоа време, дел од тоа одамна изминато време, ќе се обидам преку објективот на нашата камера да ви пренесам во наредната репортажа.